На почетокот на оваа година, уште кога почна самата економска и енергетска криза, со најблиските соработници, со советниците разговаравме што сега. Мојот став од почетокот на оваа криза до ден денеска, а и во иднина ќе биде дека секоја криза е нова можност доколку сме доволно мудри и успеваме да изнаоѓаме решенија кои што ќе максимизираат подобрување на условите за граѓаните, особено во образованието, во спортот, нормално во локалната економија, да не набројувам. И еве денеска сме овде заедно со советниците, заедно со директорката на Основното музичко училиште Боро Џони, заедно со раководителката на секторот за урбанизам, раководителката на оделение за образование, да го потврдиме тоа дека Струмица успева и за време на сериозни кризи. Особено е важна соработката помеѓу централната и локалната власт, а локалната власт е должна да изработува проекти и да буквално, што велиме, тропне на секоја врата за да изнајде финансирање. Денеска се наоѓаме на кровот на Основното музичко училиште Боро Џони, каде со проект преку Министерството за образование во износ од 11 милиони и 800 илјади денари вршиме надградба на самиот објект. Станува збор за објект изграден во 1991-та, и ако споредиме дека тогаш имало 13 вработени и околу 120 ученици, и фактот сега дека имаме 24 вработени и над 300 ученици, ни дава за право да размислуваме да правиме надградби, да го реконструираме училиштето. Во овој опфат ќе бидат имплементирани повеќе кабинети за потребите на наставниците, нормално канцеларија за директорот и други помошни простории за потребите на самото училиште, со што навистина ги подобруваме условите, дополнително, да не заборавам, обезбедуваме комплетно енергетски ефикасна фасада за целото училиште. Со овој проект, односно со реализацијата на овој проект, можеме да потврдиме дека Струмица практично ги има реконструирано буквално сите образовни институции, основни, средни училишта. Секако дека дел од проектите се во фаза на реализација, очекуваме нивна брза реализација, што навистина ја крева Струмица на еден пиедестал на национално ниво, и затоа го одржуваме епитетот дека сме први во се.